одлично фокусирано прашање и знам дека вие како новинари многу добро го знаете тоа. Знаете дека долговите на локалната самоуправа се астрономски и не толкави колку што тие постојано сакаат да кажат дека се наследени од времето кога дошле на власт, туку се мултиплицирани. Многу добро знаете дека тие долгови ги дават и јавните предпријатија. Многу добро знаете дека голем дел од јавните предпријатија и вклучително и локалната самоуправа има блокирана сметка и многу добро знаете дека дел од јавните предпријатија дури имат под хипотека кој во секој момент може да биде активиран. Сигурно дека ние имаме стратегија како да се справиме со таквата презадолженост, односно астрономска презадолженост и како да ги одблокираме сметките на тие јавни предпријатија. За таа цел и во моментов работи тим на експерти од таа област, кој што нема да чека да дојде 24 март, туку недовиве и неделиве наназад се занимава со таа проблематика и сигурно дека ќе направиме план да ги репрограмираме, да ги реструктурираме и да направиме план како да ги сервисираме тие долгови. Меѓутоа, сите вие треба да знаете дека за да го спроведеме тој план, прво ќе треба да направиме комплетна проценка кога ќе дојдеме после 24 март, колкави се тие долгови, да се видат на кои места се должат тие долгови, за каков вид на јавни на доверители станува збор и согласно на тоа ќе се прави стратегија за секој вид на долг како да се сервисира. Имаме јасна представа, меѓутоа јасен план како тоа ќе го правиме. Јас многу пати кажав, тоа нема да биде многу лесно. Да се разбереме, патот кон исплатата на тие долгови ќе биде долг. Не велам дека долговите ќе се исплатат веднаш. Не велам дека за некој од нив можеби ќе треба и месеци, а можеби ќе треба и години. Добро знаете и вие и претпоставувате колку се многу големи тие долгови. И многу добро знаете дека не државата, туку локалната самоуправа ни е пред банкрот. На сите вас ви е многу добро јасно тоа. Така да ние нема да плачиме и да жалиме за тоа што упропастиле нашите претходници. Затоа реков, мојот тим во делот на финансирање, буџетирање, во делот на економијата, работи на начините и механизмите за сервисирање на тие долгови.